Лимон и текила е песната која дефинитивно крена прашина на социјалните мрежи. Ја поканивме Елена Ристевска да ни биде гостин во студиото. Елена, здраво. Здраво. Ти благодарам што дојде. Па, прв пат сум тука и можам да кажам дека навистина ми е многу големо задоволство што те гледам пред малите екрани, иако претходно можеби не сме соработувале, да речам, кога беше во Весник, нели во Пишан медиум. Во Пишан медиум, така, да. Но многу ми е драго. Комплименти и за емисијата и за потегот. Ти благодарам. Лимон и текила е песната која дефинитивно растори на социјалните мрежи. Си наслушав секакви коментари, си значитав се што. На едним се допаѓа, на други не. Јас не читам. Не читаш, зошто толкава бука околу песната? Се шегувам. На почетокот читав, немам ни време да читам поради обврските. На почетокот се она што го прочитав, да бидам искрена, да беше некоја малку полабилна личност во ваква држава како нашава, можеби некој ќе би се самоубил, кај што се не прочитав реално. Но среќа не ја работам оваа работа 2 години или 1 или 5 минути, тука ја работам 15 години и сум прошла низ многу слични периоди вака низ целата моја кариера. Ваква слична фама се крена околу Нина Најна, но ќе беше некако и по логично да беше оваа песна на Евровизија, например, Текила и Лимон, затоа што тогаш приказната беше поврзана со еден голем настан како што е Евровизија, да речеме, нели, фестивал европски. Па и некако беше логично да има секакви коментари. Најчесто околу тие фестивали имаме ние таква, да речам, навика како македонци да си коментираме, што е и добро и не толку добро секогаш во секој случај, но Нина Најна всушност истата фама некако и Текила и Лимон ја предизвика како што предизвика Нина Најна. Да, Нина Најна предизвика фама, меѓутоа имаше најдобар пласман од сите наши представници до сега на Евровизија. Така и да речем можда една од песните која направи најголем успех од сите мои песни за овие 15 години надвор од нашите граници. Така беше препејувана на на романски, на грчки, имам исто така слушнато на јужно африкански, тоа кога го слушнав пред неколку години исто беше многу, да кажем, интересен факт. Беше ставена на многу светски компилации, руска компилација, турска компилација на песни, да речеме фаворити, не само од Евровизија, туку генерално од Европа песни кои доаѓаат и така натаму. Интересно е тоа што мене оваа наша нација ми е тест нација, во смисол тука тестирам музика. Се она што овдека ќе се исплука или ќе предизвика некаква енормно голема реакција, одлично проаѓа надвор, така што многу сум среќна за тоа што предизвика внимание со оваа песна. Иако да бидам искрена, не очекував да толку голем, да речам, бук околу целата приказна. Со тоа што очекувам во иднина многу поголем успех надвор. Следно нешто е шпанската верзија, која е, да речам, при крај со завршување на текстот, го проверуваат шпанци. Го откриваш сега. Да, ова е ексклузивно. Шпанската верзија всушност е како најбитната верзија ја промовираме заради тоа што треба да се издаде за Сони Шпанија. Шпански текстописец го напиша текстот, што е исто интересно, не е некој од Македонија, да речеме, што студира шпански или слично. Така. Очекувам од таа верзија најмногу затоа што сакаме да потпишеме договор со Сони Шпанија. Тоа е едната работа, се очекува наскоро и уште еден дует, се надевам дека ќе искочи што поскоро, дуетот, балкански дует, да кажам, со истата песна, но со, да речем, XU верзија на, нели, пејачката, односно, веќе знаете, Мина Јаковиќ, која што го пееше својот дел на, да речем, не е ни босански, ајде, XU ќе кажам на српски. Така што оваа песна морам да нагласам дека не е правена за Македонија. Дори имав еден конфликт со мојот руски менаџер Кирил од Effective Records, кој се нафати оваа песна да ја нарача и плюс да ја промовира на секаде. Значи, оваа песна е по нарачка на овој русин, затоа што тој истиот русин има голем успех со Нентори, која што е веќе навистина многу голем хит на секаде низ Европа, можда и пошироко. Не сум толку упатена. Арилина Ара се вика девојката која што ја пее од Албанија. Значи, знаеме колку голем подем имаат албанците кои што во светов, да не кажам моментално, се број 1 со нивните песни и хитови. Така што Кирил успеа добро да ја промовира Арилина Ара.
И очекувам истото да се случи со Текила и Лимон, или можеби некоја наредна песна, ќе видиме. Значи создадовме една убава соработка со него, која што се надам дека долго ќе трае. Имав конфликт со него да не ја пуштам во Македонија, тоа ми беше поентата, заради тоа што ипак матичната куќа се наоѓа во Русија. Но настојував од патриотски причини, ипак во Македонија ја градам мојата кариера пред се, па потоа и надвор. Да речам, фокусот ми е секогаш на овој мој македонски народ, да кажам. Со тоа и настојував да биде првата верзија пуштена во Македонија, иако ремиксот уште пред неколку месеци само со една фотографија од мене беше пуштен во Русија, да речеме на еден тип на тестирање на траката на песната, да име како ќе успее. Оно што беше интересно, да ја завршам приказната, е дека руските портали, руските фанови, да речеме, на оваа песна, потоа од Казахстан, Латвија, Турција, од 1 август се потпиша договор со Грција, таму да се промовира песната. Исто така Хрватска и Романија. Секдека коментарите се одлични. Дури русите ја разбираат македонската верзија. Така. Не викам дека во Македонија не се. Јас во животот не сум добила повеќе поддршка од своите колеги, макар била во инбокс. Доби поддршка и од колегите, доби поддршка но и од своите фанови, и од новинарите. Токму тоа сакав да го кажам. Особено на оној твит коментар кој што го прочитав. Исклучително, значи, те поддржа новинарите. Меѓутоа ќе те замолам да разјасниш, пошто се кршеа копијата, дали има примеси од турбо фолк и народно во песната или е тоа реги или R&B. Ќе те замолам да ни објасниш за каков музички жанр станува збор. Се работи за реге песна. Значи, можеби помодерна песна, јас не сум имала. Нина Најна е малце по, да кажам, не толку модерна колку што е оваа песна. Ова е реге, буквално класичен реге или рагатон ритм, со начинот на пеење кој што е сосема реге пеење. Затоа им е чудно моето пеење, затоа што видов некои коментари во однос на пеењето. Пеењето реге, значи, си има едно своја линија по која или свој терк по кој што мора да се изведе. Јас секогаш од кога знам за себе во оваа професија, значи да речам, и од кога знам за себе, но и во оваа професија, тоа сакам да кажам, се трудам да бидам нешто поразлична или оригинална. Не сакам ниту еден мој проект да звучи исто како претходниот. Ниту пак сакам јас да звучам. Јас дури си давам за право да експериментирам со тоа што ќе направам вакви, да речам, примеси српски труби, тоа не се турбо фолк, тоа се српски традиционални труби. Тоа воопшто не е, тоа е, не знам како да ви објаснам, тоа тие трубачи кои ќе викнете на свадба, тоа не е турбо фолк, тоа е српска, ајде, балкански труби, да не биде сега дека категоризирам дека се конкретно српски, но во Србија најмногу ги има тие труби. Тоа се тие примеси. А јас најмногу експериментирам еве со доста, на пример. Јас никогаш не сум била рок пејачка, иако никогаш не се бунам и поп-рок песна, кога ќе добијам, сакам да изведам, но да речеме ете доста предизвика исто така едно внимание големо во однос на дали медиумите или во однос на публиката која што ја слушаше, еднакво внимание. Ќе дадам заклучок во оваа цела, да кажам, приказна или ајде причината поради која што сум во оваа емисија. Заклучокот е дека сепак предизвикувам внимание. И тоа е добро. Без да платам никого, без да некого го замолам да ме објави, да ме сподели, дали тоа било на стори, дали тоа било на портал и така натаму. Ми годи тоа што предизвикувам со секој мој нов проект, со секој нешто кое што го правам во кариерата внимание. И за промена доста беше приватен живот. За приватен живот ќе позборуваме подоцна, нема да те поштедам од тоа. Сакам да кажам, вниманието не го предизвикувам само за тоа, иако има разни кои што пишуваат константно, некои разни нешта, но не допира ништо повеќе. Ќе се задржа малку на спотот еве кој што во меѓувреме оди додека јас и ти разговараме. Каде се снимаше видеото? Дел од спотот е сниман во Грција, едната од локациите е Неапотидеја, другата Афитос. Исто и една од споредните улички на Афитос, на самата улица за станок не снимавме. Потоа делот во Скопје е снимен во Лофт. Имавме еден дел снимен во Грција, во еден тамошен, навистина многу убав кафич, да речем, ајде клуб, но не ми се допаѓаа кадрите. Јас не работам с проект само колку да го сработам. Така и со оваа песна. Внимателно избрана оваа песна.
Никој не ми ја натурил, ниту ми ја подметнал. Значи, Песната... песната... работеше со проверен тим, со кој што работил... Тимот кој што работам така? 15 години, тимот кој што работел и на доживотно, работел и на можевме, но работел и на сите останати мои песни како што се без шминка, усни како темно мастило и сите други песни, истиот е тимот. Никој не може мене да ми подметне, посебно затоа што последниве 3 години работам сосема сама. Значи работам и како свој менаџер. И самата ги контролирам нештата, но не од секогаш нештата, да кажам, по оној редослед кога како што вие планирате. Оваа песна требаше навистина да излезе во јуни. Поради различни причини кои што ми придонесоа нервоза, посебно на мене и на тимот со кој што работев, не се случи промоцијата на песната и на спотот во јуни. Да, имаше најава во јуни, споделуваше ти така, да, и фотографии од веќе беше снимен, спотот веќе беше да речем снимен, така. но не беше се и целата приказна готова. Не беше поентата само да пуштам спот, поентата беше да направиме стварно навистина убави кадри. Посебно затоа што не е само за Македонија наменет. Како и да е за Македонија и да не е, или работам кој што треба или не работам. Или воопшто не се нафаќам да го работам проектот, најчесто можам и да откажам проект. Значи да нема спот, ќе ставам една фотографија и тоа е тоа. Спотот го снимаше една млада продукцијска, да речам, видео продукција, ајде. Дејан и Мартин, кои што се clean cut продукција и да бидам искрена, навистина сум многу задоволна од тоа како го изработеа. Навистина не личи дека се, да речам, доста млади и неискусни, напротив, изгледа прилично, да речам, спотот професионално изработен. Од кадрите до монтажата до се останато, екипата која што ја гледате, тоа се не случајно ставени луѓе, не се ова од кастинг обични луѓе, напротив, тоа се танчарите од Битрикс Кру со кои соработувам веќе со години, секогаш на сцената ме придружуваат со нивниот прекрасен танц. Морам да ти открием една тајна. Да, дека не е веќе тајна. Не е веќе тајна. Да. Кога постираше една фотографија на твојот Инстаграм профил со суканиците, предпоставувам снимањето на спотот, ти напишавме дека го имитираш министерот за култура Роберт Озовски. Навистина ли од таму дојде инспирацијата или таман работа? Не, одамна сакав да направам плетенки, нешто да направам, некоја промена. Впрочем, не правам големи промени со косата, најчесто си ја задржувам таа форма и таа боја. И таа фризура привлече внимание. Да, но да ми беше некако за спотот беше специјално. Сакав да направам, бидејќи песната е пореге, сакав да направам нешто што ќе има некаков, да речем, елемент или сегмент во тие така малце по андерграунд води. И ги направивме плетенките, ги правивме 10 сати, да им спомнете на моите фризери и шминкер од студиото Даниел Николовски. Буквално нема шанси уште еднаш да ги направи тие плетенки. Плетенки затоа што многу време за еднаш, да. И не можев повеќе од 5 дена да ги носам, ги носев на Миконос и тоа беше тоа, не можев да ги носам повеќе. Да, од Миконос беа фотографиите, така, кои што ги споделуваше. Да, но привлече и тоа внимание. Привлече музиката која работиш привлекува внимание, приватниот живот привлекува внимание. Сакам да поразговараме околу тие малку посуптилни теми. Поминуваше низ еден тежок период во животот, од една страна смртта на твојот татко, од друга страна разводот со Бојан. Како успеа да го пребродиш сето тоа? Веќе тргнам со едно уште прашање. Пошто паралелно ти се случува и двете неубави приказни. Да, викаат кога лошото доаѓа многу лошо, многу зло, за жал, но целата приказна е дека треба да ги отворите ширум вратите, нека дојде она што има намера да дојде како лошо, треба да го пречекате многу свесно, многу со трезвен ум, да кажам, значи трезвено, и во приказната да пробате да се изборите со целото тоа зло, колку можете повеќе. Двете приказни завршија неславно, едната не ја ни почувствував толку многу, да речем, да кажам емотивно, заради тоа што бев решена таа приказна да биде завршена. Само што, да речем, се иселив од кај Бојан, иако јавно повеќето не знаеа дека сум официјално иселена, и тоа беше една, да кажам, желба на татко ми да не се фокусира целата фамилија на разводот, бидејќи ќе беше и тоа голема фама и така натаму. Ме замоли татко ми, буквално на смртна постела, воопшто да не го коментирам тоа никаде, ниту да објавувам, што не беше можеби добро, затоа што од старт знаеа сите дека ние сме заедно, немаше да измислуваат разни приказни, да направат разни скандали и така натаму. Немаше да дојде до таа, да речем, уште понемила случка подоцна, нели, која што се случи. Но барем едната приказна да завршеше позитивно. Барем да успеевме да се избориме за животот на татко ми. Иако во таа ситуација
мојата фамилија се што можеше да направи. Година и пол борба и таа борба за жал во повеќето случаи завршува ета така како што завршува. Но една работа е многу, да кажам, важна, тоа е да човек се избори секој на свој начин кој како најдобро успева. Во мојата ситуација јас пробувам да не мислам на сето она што се случило и да го чувствувам како еден голем кошмар кој што се случил и поминал. Се чувствувам како татко ми да е тука. И автоматски не мислите на тоа дека тој човек го нема. Единствено суровата реалност ве стига само кога ќе отидете на неговото вечно почивалиште и таму сваќате дека таа приказна така завршила и дека човекот веќе не е тука, но среќа што имам навистина многу јака психа. Се повеќе ја билдам, се повеќе сум цврста во разумот, дури тоа можеби не е толку убаво, бидејќи имам проблем со емоцијата подоцна. Нели, кога ви е разумот премногу, да речем, присутен и премногу сте јаки, психички, многу тешко подоцна нешто ве допира. Од една страна е добро, сте се исчеличиле, а од друга страна па и не е толку убаво да сте некако без емоции. Моментално сум во една таква стендбај ситуација во која ништо не ме допира. Овие пораки и сето ова што ќе го прочитам, ова е дури смешно. Кога ќе се изборите со една таква, да речам, болест со кога ќе се соочите всушност, не кога ќе се изборите, него ќе се соочите со една таква болест, просто сите овие други работи во животот ви доаѓаат минорни, смешни и дури си викате зашто луѓето се замараат и зашто всушност некој троши нерви, време, емоции. Тоа сакам тука да те прашам, дека се соочувавте со болеста, значи ти се соочуваше со болеста на твојот татко, а медиумите не те поштедија од она приказна за наводна тепачка помеѓу двајца дечковци во населбата Аеродром. Но не се криви медиумите тука, да бидам искрена. Ниту пак ти се јави да кажеш нешто, да го демантираш тоа или да го потврдиш тоа. Во Македонија, доколку дадете било каков демант, коментар, изјава, секогаш се сваќа за правдање или пак се сваќа дека нешто се објаснуваат. Кому да објаснувам нешто што не се однесува на никого освен на самата себе? Јас си знам која сум и што сум и знам точно дали тоа се случило или не се случило и дали тоа некој го исценирал и го направил само за да ме повреди. Најлесно можете да повредите јавна личност кога јавно нешто за неа ќе направите или ќе исценирате некој таков скандал. Многу логично, значи луѓе кои што навистина си имаат, да речам, повеќе разбирање за овие работи или повеќе знаат или кои што почувствувале на своја кожа нешто што се пишувало за нив, а не било вистина или едноставно нешто такво да им се случило, некој да им наметне или да им исценира таква приказна, точно знаат за што зборувам. А многумина им се докажало. Приказните тргна уште кога настапуваше во твоето лице звучи познато во. А таму беше далеко и од развод и од целата таа приказна така да. Така. Памтам и тогаш некои фотографии се пуштаа, некои коментари имаше по медиумите дека тоа било причината за разводот, претпоставувам дека ти најдобро знаеш. Каква причина? Причината за разводот мора да е некоја многу крупна работа. Не може да биде од една фотка од некаде. Прво, мојот сопруг не беше ниту љубоморен, ниту јас бев љубоморна. Кога сте сигурни во љубовта на некого, значи на својот партнер и тој во вашата љубов, немате потреба да се докажувате, па макар биле на крајот на светот. На Северен пол да бев, мојот сопруг бивши беше сигурен во мојата љубов и во мојата верност. Тоа беа приказни кои што тамошните медиуми сака да направат некаква фама, нема на што да се фатат, нема. Тоа беше некој дечко кој што се сликаше, седна до мене се слика и јас буквално не видов што прави, тој се наместил, ме бацил во образ. Буквално една таква глупост се пренесе во медиумите, страшно како мојот сопруг не дошол, мојот сопруг таму беше најмногу од сите. Да, јас знам дека беше. Мојата мајка беше неколку пати и мојот сопруг беа најчесто таму колку што му дозволуваа обврските од професијата негова и работата. Значи нормално јас бев таму по работа, не бев отидена за забава или за не знам да се сликам не знам каде. Поентата е дека не може таква работа. Мора да е многу крупен проблем, голем проблем, за да ве наведе да го направите тој чекор кој што во секој случај не е пријатен. Се сеќавам една личност, односно речам ајде во тамошната приказна фамилиарна, само кажа колку год да е развод, колку год да е посакуван, една од најнепријатните работи во животот и остава траги во срцето. Не е така едноставно. А за медиумите, напротив,
ме поштедија на вистина. Значи Те немам поштедија, збор, да. немам Разлог на вистина кога немам беше збор. имам чувство дека те поштедија. Да, и сум благодарна максимално без разлика што некој ја пренесува таа приказна и така натаму. Да, меѓутоа помена како низвода така. Да, но има една работа. Мислам дека луѓето се доволно свесни да можат да одделат од она што е на вистина шпанска серија и приказна до нешто што е реалност. Значи во Македонија не постојат шпански серии од тој тип. Има можеби, но ние сме јавните личности и пообични луѓе, можеби од најобичните луѓе кои имаат нормален и мирен живот. И ние сакаме љубов, и ние сакаме среќа, и ние сакаме некој да не почитува и ние да го почитуваме. Велиш, ние сакаме љубов, љубена ли си сега? Има ли некога од твојот живот? Да, од мојата внука. Па добро. Всушност, љубовта во генерална смисла, сакам да кажам. Мене доволна ми е љубовта од фамилијата, да бидам насмејана секојдневно. Значи, тоа се подразбира кои. Тоа се моите најблиски, па и од пријателите. Знаете ли колку е убаво денес кога имате пријатели кои, што god да ви се случи, ќе ви го тргнат умот од проблемите, ќе ве насмеат, ќе ви го направат денот, ќе ви го направат животот поубав. Тоа е едно, а потоа нешто што не можам а да не го нагласам. Посебно во вакви моменти, додека трае лудилото од оваа песна и од овој спот, тоа се љубовта која што ми ја покажаа моите фанови. Преку 300-400 пораки, што можеби во досега, во цела кариера, не ми стигнале толку многу пораки за поддршка и толку многу сториња што ги века, значи сторис на Инстаграм и на Фејсбук и така натаму, кои што ја споделиле песната и ми изразиле поддршка. Колку год да мислат тие луѓе дека не ми значи, мене тоа навистина ми го прави и денот, и моментот, и животот, а критиката доколку е конструктивна и доколку е навистина на место, доколку е нешто за навистина да го подобрам начинот на кој што работам, јас секаква критика прифаќам. Не е дека ја се лутам на секоја критика која што кон мене ќе е упатена и негативна. Напротив, само на оние неумесни, да речам неугледни, неубави начини или една игра на пренесување на наивноста на една одредена маса на луѓе. Како да објаснам, тоа премногу го искомплицирав. Ајде, значи да речам оние пораки кои што се со намера да ве едноставно да ве растажат за тоа каде живееме. Но, пак ќе кажам, се е за луѓе, се доаѓа од луѓе, така што се очекувам и се прифаќам буквално со широки раце или со широко срце. Искрено да ти кажам, ме заинтригира со ова шпанската верзија на Лимон и текила и очекувам уште една тура коментари на социјалните мрежи кога ќе ја промовираш, но верувам дека песната ќе биде добра. Ти благодарам. Драго ми е што има, пак ја кажам ваков коментар дека желба има да се чуе шпанската, мене лично ми е поубава таа верзија, заради тоа што и така некако како да е правена за во Шпанија песната, не знам, такво чувство ни пробуди на сите, иако не беше првата верзија, шпанската верзија. Сакам само да кажам за песната конкретно кога ќе излезе шпанска верзија. Јас сум сигурна дека многу повеќе ќе ја сватат поентата на македонскиот текст. Затоа што колку год зборчиња да има текстот, прочитав разни коментари дека имала 7 збора песната. Сите светски, да речам, хитови кои што се најзапамтливи, што лесно влегуваат во уво, имаат и по 2 збора. Но конкретно за шпанската верзија има можеби малце повеќе зборови, но приказната иста текила се повторува и Лимон милион пати. Да, ние не ги разбираме зборовите, па нас не звучи супер. Деспасито под 90% мислам дека не знаеш што значи. Поентата ми е, песната може да има и еден збор, но доколку се сваќа поентата и пораката се пренесе, нема потреба од повеќе зборови. Безпотребно е само да натрупувате некогаш во некои песни. Оваа песна толку зборови бараше, затоа што поентата се сваќа од првиот момент. Викам, кисело е се, со друга те видов, а знам дека ти ме сакаш мене. Мислам дека се треба да им каже текстот на луѓето, кога ќе го видите бившиот или некој кој што ви значел, колку год да не ве интересира во иднина, кога ќе го видите не е пријатно чувството. Кисело е чувството. Мислам дека поточен збор од тоа нема, а остатокот од песната, односно главниот дел рефренот, укажува на еден балкански манир кој што го имаме, или една балканска навика. Кога не ни е добро, со другарите одиме во кафана да пиеме, иако јас конкретно не, но да речеме еден балканска навика, одиме во кафана и да прославиме и да тажиме понекогаш, да чуеме некоја песна да не погоди, да се напиеме по некоја текила, можеби и ќе заборавиме, тоа е поентата. Да заборавам на тоа дека сум годила со заборавам. Така е. Ти благодарам што беше гости во студиото и ти благодарам на убавиот разговор. Исто така, драго ми беше. Фала ти уште еднаш.
Вам, драги мои, ви посакувам пријатен ден.